Почитувани добро вечер. Мој гостин во вечерашнава емисија Став е градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски. Господине Дамјановски, добро вечер и за вас. Добро вечер на гледачите на ТВ Плюс телевизија, единствена локална телевизија од македонско говорно подручје и благодарам за вашата соработка со локалната самоуправа. Благодарам и на вас што успеавте покрај многобројните обврски да одвоите време и да бидете дел од оваа емисија. Вечерва ќе поразговараме за оние најактуелни теми, деновиве кои што се вртат и по јавноста и по граѓаните. Така да, деновиве постојано се упатуваат критики на ваша адреса околу расчистувањето на снегот, дека локалната власт не презеле никакви мерки за расчистување на снегот во централното градско подрачје, а не пак во селските средини. Како локалната самоуправа се справува со снежните навеви? Има ли доволно механизација и сол за расчистување и растопување на снегот? И дали се уште има завејани и одсечени села од градот? Една актуелна тема. Значи, она што го констатиравте, тоа е констатација пред се повеќе политичка констатација од Општинскиот комитет секојдневно. Дали ќе биде загадувањето на воздухот, на металниот воздух, дали ќе биде ова чистење на снежните наноси. Сега најавуваат блокада на депонијата, сва среќа што спре зиму ќе биде затварање на ветил. Тоа се средства на популизам кои ги користи жестоко овие 10 години умро. Меѓутоа ја не тражам алиби за ова работа, и добро е на оваа емисија да ги отвориме некои теми. Значи, јас неколку изјави дав во изминатиот период. Имаме една од тешките, односно една од најсуровите зими во последните 10 години. И тоа е нешто што е Божја работа, што ги луѓето, нешто временска, такво му и времето зима и не може да не изнеде снего, да не изнеде, не може во зиму, во јануари. Имаме, значи, екстремно ниски температури, имаме голема снежна покривка, значи големи снежни падавини. Така да, Куманово влезе, значи, од четврток пред Бадник, од тогаш сме постојано во работа со расчистување на снегот на улице, на коловозите. Знам дека има коментари дуалистички. Ако ги оцениш изјавите на луѓето, некои се задоволни делумно, незадоволни комплетно, бидејќи имаме еден огромен габарит. Ние се базираме по тоа што локалната самоуправа ова операција организира преко јавна набавка за зимско одржување, која е поделена на две зони, исток и запад. Процедура спроведена адекватно со законот за јавни набавки, изменени се две фирми со определен број механизација. И сега се манипулира со разни бројки по јавноста, се кажуваат, имаше и една емисија на националните телевизии каде се изнесуваат бројки. Тоа се бројки кои се предвидени буџетски средства за ова операција, односно зимско одржување. Меѓутоа, вистината е следна. Значи, ние ангажираме машини од две предпријатија, бидејќи сметаме дека едно предпријатие не ќе има доволен капацитет да се справи со оваа површина. Јас неколку пати апострофирав дека вкупниот габарит на површина негде околу 280 километри е патна структура, што приградска, што рурални заедници и така натаму, булевари, улици и се она што е потребно за да се стави во система на зимско одржување. Значи, од 6, 7, 8 имаме жестока акција, имаме доста проблеми, бидејќи имаме екстремно ниски температури, кога не успеавме да го отклониме целиот снег од коловозите ленти, замрзнување, бидејќи солта, ние имаме единствена технологија за зимско одржување со соларки, сол, кој делува до негде 6 до 7 испод 0. После тоа ефектот на солта е никаков и тука имаме еден проблем додека успеавме со плужање, со тие летви да некој дел ги очистиме и имаме ден до ден и пол
проблеми додека ќе раскрчиме главните коловози. Згоре на тоа имавме доста ангажирано тешка механизација, го зборувам тешка механизација, тоа се утоварачи овие поголеми од 3,5 кубични корпи, негде околу 4 машини, еден гусеничар и 3 машини, тоа се од предпријатија, а ангажиравме и од една машина од јавното предпријатие, тоа е Катерпиларот и една машина штабот донесе одлука, бидејќи шефот на Пети заседаваше по ова прашање. Јас комплетно сум вклучен 10 дена, ја водам целата операција и единствена одговорност за ова работа јас со моите соработници, помошникот на сектор за комунални дејности Момчило Ивановски, директорот на јавното предпријатие Сашо Петрушевски, бев во координација со директорот на ЈП Водова за некои интервенции и така натаму, значи заедно делувавме зависно од потребите. Беше една пообемна операција. Мислам дека успеавме у првите денови да оспособиме основни сообраќајници, потоа ги рачистиме сите дистантни села. Пред се имаме проблем со Тромења, Табановце, Горњо Којнаре, Четирце, Кршање, Орашац, Габреш и така натаму, значи овие дистантни села каде имаше потреба и по цел ден да бидат ангажирани машини, значи работиме на неколку фронта и концепцијски се поставиме така механизацијата да биде во приградските населби ова тешка, а овие камиони со соларки да бидат. Значи, ние паралелно со тоа имаме истрага од полиција, мора да кажам, дојде инспекторот за стопански криминал да ги земе сите книги, налози и така натаму, за да се провери дали адекватно е набавена таа сол, дали адекватен број на сатови и така натаму, они си водат своја работа професионална кој што треба, ние од тоа немаме никаква замерка. Меѓутоа целта е на нашата операција да биде способено прво коловозите ленти, потоа се префрламе во рамки на наши можности, тротоарната инфраструктура, плоштадот кој чистеме делумно е изчистен. Сега синоќ имаме нови падавини, ако поминете денеска имав една друга телевизија се бале по оваа тема, беа удушевени, да не кажам задоволни од тоа како видоа дека улиците се добро сервисирани во зимско одржување. Така да, тоа се различни ставови. Сакам да истакнам дека ние тендерската постапка е во насока на норма час на машини определени, норма час на соларки, така натаму. Солта е негде околу 90 до 100 тони по една зона. Тоа е по приемници, ние не може да мериме колку се фрла да има по него, меѓутоа нас единствена приемница на самата депонија и контрола од надзорот, имаме надворешен надзор, имаме внатрешен надзор од самата локална самоуправа и јас учествувам заедно со мојата екипа. Сега тие се дискутабилни теми, гледам по портали разни коментари, не било толку, било нолку, значи јас сакам да кажам, нас единствена можна контрола ние преку прием на таа сол во самите депонии, значи при самиот тендер самиот фирма пријавоч мора да има резерва на сол на самиот ден на тендерска постапка. Иначе имаше разни шпекулации дека тендерот бил подпишан на 5 јануари, кога почнал стегот и така натаму. Не. Тендерската постапка беше 48 дена пред 23 декември, тогаш е подпишан договорот, а пријавата тамо во Бюро за јавни набавки иде до месец дена и тоа е јасна работа. Во меѓувреме ние имаме хитри неодложни за од 15 ноември, од кога почнува зимското одржување, да немаше ни еден празен ден да Куманово на подлизгување замрзнување. Значи по таа позиција имаме чиста работа, процедура, она што е оврскана локална самоуправа. По однос на тоа дали јас сум задоволен од извршената работа, мора констатирам дека не сум преviše задоволен, бидејќи од наша страна се бараше максимално да бидат очистени, направени и реализирани тие позиции. Способноста на фирмите не коинцидираше со нашите барања. Сакам да кажам дека имаме и некое разбирање минимално према изведувачите од аспект што на многу ниски температури самите машини беа доста во
лоша работна кондиција, би кажал така некако, бидејќи на минус 20 степени, хидрауликата многу тешко работи, има дизел машините, оспорување на парење, на гасење и така натаму. Значи има ситни проблеми од техничка природа, така да ефектот ја не сум задоволен. Меѓутоа, изборот е таков како што е, тоа е еден процес, значи процес на јавна набавка, кој се заврши на 23 како што кажав, и е 2016 до 2018 таму има рок, дадена предвидена цена, која е цена во два буџета и која ќе биде исплатена врз основа на градежна книга извршена работа. Значи да не се ствара забуна колку ќе се потроши, што ќе се потрошат, ние сме дали норма час, по тон од сол и така натаму, тоа се транспарентни бројки и за таа работа имаме контрола и на таа позиција ја нема што да го бранам и да тражам, али едноставно тоа е процедура која ние мора да ја спазиме. Дефинитивно имаме најоштра зима оваа задња декада, дефинитивно имаме голем проблем, меѓутоа мислам дека со забелешки што ги кажав, се справиме добро, да, мислам дека моите сознанија се такви дека немаме големи сабраќајки, имаме естапување од пат, некои проклизувања, меѓутоа луѓето треба да знаат и зимска опрема, некојаш и ланци се поставуваат, зимски гуми, се она што е потребно за вакви тешки услови. Главно, сакам да истакнам, дека не останеме заробени села повеќе од 24 сата, имаме проблем, кажа, со Гојно Корне една мала, со Четирци имаме проблем, со Пуковско имаме проблем горе, пробивање према Крст, према Тромеđа, значи на повеќе места имаме поголеми, пообсежни акции, бидејќи самите снежни наноси ствараа големи блокади од снег до 2-2,5 метра, кршење исто имаме големи проблеми. Така да, под силна команда и кореспонденција помеѓу сите фактори, успеавме некако да се справиме. Беше многу тешко, меѓутоа мислам дека делумно граѓаните. Сега сме ориентирани на тротоари, на јавно прометна површина тротоари, еве, почињаме да изнасеме, бидејќи поголемите купови каде можеме да ги евакуираме. Имаме проблем, еден апел до граѓаните. Самите паркиралишта ни оспоруваат пат за подигање, зашто додека не ги трлене возилата, сега имаме едно писмо до МВР пред 2-3 дена за да сукцесивно делуваме, како ги тргаме аутата да можеме и да чистиме и на некој начин ќе доведеме до една побалансирана состојба. Очекувам четврток и петок да има некои нови падавини и тоа сме спремни. Денеска сум информиран дека нови 2 шлепера на сол се стигнати, така да мислам дека спремно ќе го да очекаме и овој предизвик и ќе се справиме со цел да функционира градот онака како што можеби немаме технологија како што имате низ скандинавски земји, таму има сасвим друга технологија. Прво попрскуваат со раствори на сол, па потоа идат со некои други хемикали и на тој начин не дозволуваат адхерентност и такво замрзнување. Меѓутоа нашата технологија и нашата финансиска подршка и моќ е таква и да се адаптираме на оваа ситуација. Така, кажавте вие дека вработените од јавното предпријатие Чистота и зеленило веќе се на терен, ги расчистуваат тротоарите, плоштадите. Но какви се вашите делумно. Така, делумно, но какви се вашите сознанија, дали дуќанџиите и станарите си ги извршуваат своите обврски или сето тоа го оставаат на вработените од јавното предпријатие? Па јас имам неколку апели до граѓаните. Има негде позитивни примери, има и негативни примери. Знаете дека граѓанското однесување на нашата популација не е многу на високо ниво. Значи, јавниот интерес не го ставаме како приоритетен. Тоа е една секвела, една зоставштина од минатото. Ние тако се однесуваме према јавниот интерес. Затоа имаме многу скршени комунална опрема, купи, канти за смет и така натаму, бидејќи односот према јавното добро не е на високо ниво. Меѓутоа, не може да кажам дека нема и позитивни и светли примери, така да она санкција што ја предвидуваме и ја истакнаме дека комуналните инспектори ги издаваат казна, мислам дека овој период на кога треба да се солидаризираме сите и да направиме една заедна акција, подобро е да се разбереме кога да се санкционираме, мада можеби ќе има некаква казна. Комуналните инспектори се обидуваат да дадат опомена. Сега ова не е некоја варијанта за да се тражи милост од граѓаните, едноставно мислам дека ова е една од потешките зими и тука треба да бидеме заедно сите граѓани и солидарно се справиме со овој проблем.
Така, она што е актуелно деновиве во целата држава, не само во Куманово, е загаденоста на воздухот. Особено овдека во Куманово, опозицијата ја обвини локалната самоуправа дека и покрај тоа што воздухот во одредени делови од деновите бил и 10 пати повеќе од дозволените максимални граници, нели загаденоста била повисока, дека локалната самоуправа не презела ништо за намалување на загаденоста на воздухот. По овој повод имаше и вонредна седница. Кажете ни, еве, дали во меѓувреме локалната самоуправа презеде нешто и нели вашиот став околу овие обвинувања од страна на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН? Ево, Општинскиот комитет е постојано во PR служба и тоа е така. Меѓутоа, еве, баш без никаков разлог, имаме еден извештај денеска, тоа е званични, тоа се објавува на интернет, тоа се од Министерството и овие се подаци релевантни. Куманово спада во град со мала загаденост, односно имаме еве известување дека во концентрација на CO2 со ниска загаденост, азотен оксид со многу ниска загаденост, озон е во зона на загаденост, PM10 честички во зона на ниска загаденост, сулфур диоксид е во зона на ниска загаденост. Значи, Куманово по оваа категоризација спада во многу ниска загаденост. Ако ги погледаме општината, кажеме Гази Бада 10 струко е позагадена и други општини, еве, и нема да го користам тоа како во експозето алиби. Ја би сакал да кажам дека ние ништо не сме направиле за да се Куманово има 7,6 во однос на, еве, овдека имаме Гази Баба која има 300. Сега, ништо не се случило спектакуларно, за да има тоа се една флуктуација на таа контаминација на амбиенталниот воздух со сите овие елементи, значи од карбон моноксид, азотен оксидул, од сулфур диоксид, а за нас најсигнификантно се PM10 частичките, бидејќи тоа е нешто за кое се смета дека се прекурзори на многу заболувања. Сега, би сакал тука да елаборираме една позиција. Зборуваме за нешто што е системска болест, еден системски проблем. Кога кажам со медицински речен болест, и тоа е нешто кога страда еден цел организам. Значи не можеш да апострофираш за нешто, еве локалната самоуправа, градоначалникот е крив, воздухот е загаден, кога имаме едно системско пореметување во државата. Сите анализи покажаа дека загадувањето со PM10 частици, овие другите елементи ги кажа дека не спадаме во риzik од загаденост, PM10 частици скока едно 5 до 10 пати повеќе и резултат на таа флуктуација е по студиите што ги правеше Министерството за животна средина, најчесто огромното дрво и изумните гасови на возилата. И сега се поставува прашање. Улогата на локалната самоуправа и градоначалникот во однос на овие два сегмента. Јас одговорно сакам да кажам дека за 10 години ова власт дозволи масовно сечење на шуми, кражба на огромно дрво, трговија нелегална со огромно дрво, 70% луѓето се гледаат ради социјална стратификација на нашето население на огромно дрво како најевтино, а најголем загадувач со PM10 частички огромно дрво. Значи, од една страна ништиме зелената површина, белите дробови на државата, не водиме сметка за тоа, направиме милион акции, да не кажам многу акции, секоја година акции засеја својата иднина, ефекти од тоа нема, имаме гори брда. Од друга страна користиме едно гориво, значи енергетика која највеќе контаминира и тоа која е улога на локалната самоуправа. Втора работа за која сакам да истакам, 10 години во сила е закон за увоз на возила после 10 години. Значи без никои екостандарди и тие се едни од главните прокурзори на загадувањето. Сега градоначалникот имаме загаденост на воздух. Куманово на моје жалење нема ни една фабрика која гори оџак. Значи немаме фабрика која има загадувачка индустрија, никаква не работи. Имаме нешто текстил, која е очеварска индустрија,
некоја доработувачка индустрија, лесна индустрија, меѓутоа ние немаме индустрија која контаминира. Двете асфалтни бази се на дистантни позиции од градот, така да ние де факто немаме нешто што, значи главните прекурзори на ова аерозагадување се токму двата сегмента. Енормна употреба на огревно дрво и издувните гасови од возила како показател само. Само како показател. Ние имаме во Куманово околу 40.000 регистрирани возила. Бидејќи сме администриран центар и за Липково и за Старо Нагориче, па и пошироко во Североисточен регион, се замисли каква е таа флуктуација на тие аута и издувните гаси. Имаме успорен сообраќај, повеќе издувни гасови и се тоа на некој начин ствара. Сега прашањето, кој прв почна? Значи, каде е суштината на системската болест? Сега, кои се наши мерки? Значи, ми имаме една системска болест, а треба да правиме мерки кои ќе дават резултати после 10 години. Ние како град многу пати се збори. Единствен град кој направи гасификација. Значи, субституција на фосилните горива, на огревното дрво. И одговорно може да кажам дека најголем број на јавни установи ги приклучени на газ. На 6-7 згради, тоа се 350 стана, кои се веќе у функција, кои се приклучување и вселуваат, имаат гасна инфраструктура. Над 55 индивидуални домови и 100 барања нови за колективни и за индивидуални. Значи, ние направиме услови за приклучување на поголем дел од гасната инфраструктура, со што 10-струко ќе намалиме продукцијата на PM10 честици, а на некој начин ќе имаме најекономско исплатливо гориво. Имаме два сегмента што ние оспоруваат оваа агенда, која ќе биде една од доминантите во решавањето на овој проблем. Тоа е спората изградба на гасна инфраструктура од финансискиот капацитет на општината, не добиваме никогаш ни кредит, ни обврзници, значи немаме никаква помош за капиталните инвестиции. Изградиме мрежа за еден опсек од 25% во градското подрачје, каде имаме голема концентрација на можни приклучоци и тоа е некоја добра позиција. Вториот разлог е стравот на граѓаните од газ, бидејќи тоа е една непознаница. Многу во минатото луѓе имале непријатности со употреба на газ, но сега има многу високо софистицирана опрема со многу заштита, така да луѓето гледајќи економскиот бенефит и пред се еколошкото влијание, сега почнува да се усмирува. Значи, само овој месец имаме 100 нови барања за приклучици. Ние негде околу 1 милион литри на фосилни горива, мазот или ова нафта ќе субституираме со употреба на гасниот енергијас. Меѓутоа, овие работи се дел од мерните инструменти кои се во непосредна близина на самата топлана во болницата, која е единствена која работи на мазот. Мазот на фосилните горива што највеќе продуцираат PM10 честички. И тука имаме сериозен проблем. Ние понудиме 2-3 години соработка за реновирање на самата топлана и преадаптирање на гасна централа за топлинска енергија. Меѓутоа не знам од кои причини, а баш тука е и таа донација од Јапан поставена, што не е случајно, бидејќи увек на најголемите загадувачи тука. Меѓутоа уште го немаме постигнато договор и мислам дека со тоа ќе намалиме таа контаминација. Што презиваме? Например, ние имаме штаб на 5, на кој донесоме некои заклучоци, во кои, меѓу другото, повикаме фирма која ќе дојде ќе прави мерења. Значи, сега ќе правиме мерење на оджакот на самата топлана, со што ќе ги покажеме овие сите параметри од азотниот оксид, од сумпорниот диоксид, од карбон моноксид и сите оние и PM10 честици, со што ќе наложиме да догледно време се направи таа трансформација на гасна централа. На некој начин ќе ги ублажиме сите овие податоци. Меѓутоа, на долги стази направиме координативно тело, одлуката од 5 координативно тело, во кој членуваат членови од сектора за екологија, од локалната самоуправа, јавното здравје, невладиниот сектор, ЈП чистота и така натаму, сите инволвирани страни во овој проблем, која треба да изради прво акционен план за работата на таа кризна група, на координативно тело која ќе се бави со ова работа.
потоа ќе направиме стратегија и акционен план како да се делува, во кој ќе бидат нотирани сите позиции, почнувајќи од значи гасификација, субституција на горива, сообраќајна релаксација ради издувните гасови, формирање овие сферови зелени површини, бидејќи имаме и тука проблем, бидејќи со законите за легализација не се узурпира јавно прометни површини, така натаму. Потоа пошумување во околината, значи од брзите мерки формирање на оџачарска служба во ЈП Чистота во нареден период ќе биде дел од прочистување на оџаците, бидејќи се смета дека застојот на издувните гасови е еден од условите за PM10 частички. Значи тие се неколку мерки брзи, долги мерки, меѓутоа сметам дека адаптацијата на енергенсите и префрлување на метанот ќе даде еден позитивен резултат. Сообраќајната студија за реконструкција на самите сообраќајни решенија, отприлике би го крстил тоа, може би да се направи забрана во централно градско подрачје, може би еднонасочен да се комплетува, значи тоа е нешто поопширна студија која во овој момент треба само да ја поставиме како таква, бидејќи сами сме свесни дека ние во централното градско подрачје се наоѓаме во еден сообраќајен хаос. Бидејќи, кажам, 40.000 возила на инфраструктура проектирана и урбанизиран град, на десетини илјади можни возила, многу пати сме дебатирали оваа тема, е една стварно тесно грло и на некој начин во такви градови, стари градови кои имаат таква профилација на инфраструктура, се оди со такви решенија еднонасочни забрани. Например, има градови во Европа каде во централниот дел се забранува да иде возило ако нема Еко5 мотори, значи да се намали загадувањето. И сите тие работи се дел од долгорочните мерки, средњорочните мерки за решавање на овој проблем. Ова е системски проблем. И ја не знам како можеме да ги поставиме така едностранчиво. Да се покаже со прст градоначалникот, како може градоначалникот да ја намали сеча на дрвата, како може трговија со дрва градоначалник да намали, како градоначалник може да забрани увоз на стари возила. Што градоначалник не може да донесе и одлука за пар-непар за ограничување на движење на возила, што може да е едно решение, знаете дека тоа е на ниво на Министерство за транспорт, ниво на влада и така натаму. Значи, има низа мерки за оваа системска болест. Тоа е глобален проблем, а пред се државен проблем, кој заедно треба да во тесна соработка работат и локалните власти, за да некои мерки кои се на локално ниво ги имплементираме. Затоа ги топло препорачувам. Ја трошат енергијата се со цел во предизборијата да се фрлја на тема. Каква на тема ќе фрламе за нешто што е системско, за нешто што е, јас ги елаборирав работите, а и самата нивна студија, кои се главните произведувачи на PM10 частички, јасно кажува, огромното дрво, издувните гасови се главните чинители. Кој е виновен за сите тие работи? Јасна е приказка. Социјалната, економската состав на населението. Влада 10 години ВМРО и ДУИ. Шумите, дивото сечење, нелегална трговија со дрво. Па најголем бизнис во Македонија продажба на илегална трговија на дрво. Си сами знаете дека на тоа се и купат гласови, на тоа се дават дозволи, се одзимат дозволи, се затварат. Ние имаме енормна потрошувачка на дрво. Знаете кој донесе ради популистички мерки да се воздуваат целиот отпад од запад го донесоме на Балканите. Тука, Бугарија, Србија, Македонија, Косово, значи сите возила кои губат стандарди се тука. И тешките возила, и теретите возила, и значи таа либерализација на пазарот со стари возила 10 години донесе до една оваква хаотична состојба во амбиенталниот воздух за гадување на нашата аеросредина. Така, господине Дамјански, еден од капиталните проекти кои што општината успеа да го реализира со сопствени средства е затворениот базен. Него веќе го користат учениците, пливачките клубови, но од неодамна и рекреативците. Кажете ни, колку сте задоволни од посетеноста на овој базен и дали учениците имаат интерес за овој спорт? Видите, целта беше да се промовира овој спорт кој определена група на граѓани го користат, имаше и клубови кои припливаа во Скопје и така натаму. И воведовме, значи, ваншколска активност
пливање и имаме негде околу 1800 пријавени, околу 2000 ученици кои се надоградува, откажува и така натаму. Направија 3 пливачки клуба кои користат масовно, има дневно посета на 100 граѓани рекреативно и што е најголемо изненадување, има најава од Скопје пливачки клубови, од Штип пливачки клубови, од Источна Македонија, не знам уште некој град, да закупат термини за своји активности и тренинзи. Бидејќи имаме многу популарни цени, знаете дека сат пливање неде 100 денари, закупување на лента на една трака, не знам, 300 денари беше и така натаму, и тоа на некој начин е прифатлива цена во однос со Борис Трајковски базенот и на некој начин тамо не се ни грее и ќе кажам зошто е тоа така. Значи, она што го зборе пред малку, енергенсот газ ги даде своите очекувани резултати. Ние го гледаме, тој еден најобимен, најголем, бидејќи не е само водата и самиот кубатура на 20 милиона кубни ветри воздух има, значи грејање на целиот тој простор, нас за овие задни 2 месеца не чини негде околу 320, 50, 80 илјади денари, зависно, еве, постојаната фактура. Значи, тоа е негде петоструко помалку, нашите сознанија дека грејање на таков базен во Скопје чинило од 1.200.000 до 1.500.000 денари на месечно ниво. Значи, ниједна карта, ниједна цена нема да ги оправда тие работи. Општината тоа као газ го покрива и енергетиката и на некој начин ние имаме услови да овој спорт се практикува. Значи, има клуб кој има над 200-250 членови, има клуб со помалку членови, ама има една голема активност и се појавуваат интерес и граѓанска рекреација. Значи, ќе продолжиме со практикување на вошколска активност и мислам дека уште повеќе ќе се инкубираат, инфектираат децата, и тоа што овој спорт дава многу позитивности во самата психофизички развој на младите луѓе. Заостанеме малку во агендата за малиот базен пливачки, го направиме проектот, меѓутоа, еве сега сме во една фаза на можда и немаме да имаме доволно време до преизборијето, дали ќе успееме да го затвориме и тој дел на малиот базен кој ќе го адаптираме за непливачите и со тоа ќе отвориме можност за овие петличи, мали предшколски возрасти да на некој начин ствараме една гарнитура на пливачи. Ова е најпозитивниот проект што направим Република Македонија. Мене ми остана само една недовршена работа, бидејќи ние планиравме завршим затворен базен со сите содржини, а предниот дел комерцијален го направиме како хотелски комплекс. Ние уште увек не успеавме да најдеме некој бренд на хотел кој би земал по закуп или би откупил или би земал по концесија и да направиме еден спортски хотел со ресторани, со продавници спортски, со кафич, она се што ќе биде вон спортска активност, значи ќе имаме тука можност, значи направене хотелот за негде 48-50 на лежаи, ресторан со сите содржини, кафич, спортска продавница за спортска опрема, костими за капење, капи, крпи, се она што се спортски реквизити и на некој начин да го докомплетираме целиот тој процес. Се трудиме во овој период да го изведеме у тој правец целиот процес, со што ќе надополниме целата содржина на овој капитален историски проект. Сметам дека еден од убавите проекти, многу пати сум се испитувал дали вредеше се толку многу уложи енергија, снага во изградба. Беше многу тешко да се прикинемаме подршка. Меѓутоа, на крај добив една сатисфакција од председателот на Агенцијата за млади и спорт. Вика, ќе влезеш во историја, ова е што си направил. Многу несебичен беше во коментарот кој дојде на отварање, односно да го разгледа базенот и смета дека еден од поубавите проекти опште направен спортски во Република Македонија. Јас се гордеам со таа работа, бидејќи мислам дека останавме на Куманово должни. 10 години Куманово бараше тоа и отворените и затворените се прекрасни објекти. Сега со одлука го даваме јавно предпријатие, бидејќи ние немаме можност како општина да го стопанисуваме, бидејќи знаете дека тоа е поврзано со многу закони за јавни набавки, фискална политика и така натаму.
Така да, во овој момент сега Стопан Исова е по чистоќа, пошто само она имаше можност за таква намена. Водовод е најкомпатибилен, меѓутоа он има други потешкоти, бидејќи статутарните промени се вржени со ЕБРД и така натаму. Мислам дека ова беше изгледно решение и така функционираме. Мислам дека ќе иде во позитивна насока и ќе биде многу позитивно за граѓаните на Куманово. Јас сум многу задоволен. Господине Дамјановски, наодамно Советот на општина Куманово доби нов председател. Што очекувате од новиот председател на Советот, Александар Арсиќ? Па што да очекувам? Советот по некој закон треба да имаме 7 тамо, не знам, мај или 17. Значи некој диапазон е во мај, во почетокот на мај. Значи, он ќе функционира неколку месеци, бидејќи нормално е 6 дена пред, односно во изборната кампања, нема да функционираме. Така да он има многу short time, краток период. Он беше координатор, тој е човек кој е препознатив во Советот, не е нешто ново име од надвор донесено, па значи он ја водеше целата координација на самата советничка група на Социјалдемократскиот сојуз. Така да тоа е нешто што ќе продолжи во истиот ритам. Малку е чудно, тоа е не секој дневница, бидејќи тоа е единствено така во Куманово, бидејќи само Куманово и Струмица се опозициони од поголемите градови. Имаме помали некои општини каде имаме сасвим други обратни работи. Советот во општина Куманово секогаш немаше ставови исти со администрацијата и таа позитивна борба во изминатите 3,5 години нас не тераше секогаш да постапуваме и да работиме во интерес на граѓаните, бидејќи мора да признаете, вие го директно пренасете таму, има доста критички, опортуни ставови. Мислам дека таква беше структурата на советниците, кои има своји и лични заложби, и професионални профилација, како политичари да прават. И тука беше добар мегдан да секој се искажува своји ставови, кои многу често не коинцидира со нашите можности. Меѓутоа, политика е тоа. Избор на можната, борба на супроставени ставови. Така да, Советот секогаш не беше наклонет на мојата работа, тоа добро го знаат граѓаните. Јас немав многу голема среќа и у претходниот состав 2009-2013. Така да ја бев исцениран да работам под силни мониторинзи и притисоци, што можеби е и добра практика да во иднина, али за големи проекти мора да имаме разбирање, мора да имаме консолидација. Така да очекувам да продолжиме во иста насока. Некои спектакуларни одлуки нема да се донесуваат во овие 3 месеца. Буџетот е носе, развојната програма е донесена, ќе постапуваме по тоа, па со Господ напред, у нареден период ќе видиме како ќе биде со новите совети. Во меѓувреме тече рокот и за формирање на влада. Според вас, која политичка партија во коалиција со друга или други ќе формира влада и дали тоа ќе успее да се направи во законскиот рок? Па видите, јас у една прилика кажав, не се многу луѓе слажат со ова што го зборувам. Викам, ние имаме пола штација од пред 11 декември. Тогаш имаме надеж, имаме отворен простор, имаме значи една пропаганда, антипропаганда и така натаму. И 11 декември даде еден резултат кој само ѓавол можеше да го режира. Значи една таква позиција, немаме победник, имаме еден губитник од албанска партија кој ги држи клучовите од секоја врата. И тука имаме една стани пани ситуација, да не кажам шаковски, една пат ситуација. Бидејќи најголемиот губитник во изборниот процес од тамо 18-19 или од 135.000 гласа на 85.000 гласа. Значи, партија која изгуби преполовен број на пратеници е клучниот фактор во формирање на влада. И сега тука имаме некакви принципиелни, непринципиелни ставови и така натаму. Али најбитно од се ова, овие избори дадоа само едно позитивно. А тоа е дека народот
се изјасни за промени. Значи, ако ги ставиме сите гласови на коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз, на албанското гласачко тело, кој гласа за опозиционото расположени партии, се на куп, заедно со тие што беа десен центар или десница, а беа против актуелната власт, значи имаме поголем број на гласови кои се опозицијски расположени и тоа е доволен мотив да се формира нова влада која ќе биде поинаква од досегашното владење на ВМРО и ДУИ. Значи, тука има услови да се разреши во таа насока. И само мислам дека тоа е единствено решение ако направиме политичка влада. Сега на потез првиот мандатор е Груевски. Имаме платформа, за едни е прифатлива, за други неприфатлива, значи партијата со најголем број на пратеници ги отворила барањата за специјалното јавно обвинителство, продолжување на мандат, за двојазичното, која исто така ќе биде многу тешко изводлива без уставни интервенции, а тоа знае дека се НАТО со мислени глас. И тука имаме една стани-пани ситуација и не знам дали опште ќе дојде до таква влада помеѓу ВМРО и ДУИ, која би имала политички карактер. Вториот наред е Социјалдемократскиот сојуз, кој на некој начин се залага за СЈО продолжување на мандатот, се залага за законската одбрана за двојазичност, впрочем ние ќе ги почитуваме секои законски одредби од Уставот и Законот на Република Македонија кои се актуелни и сакаме да ги имплементираме од целост. И нема никакви проблеми со тоа. Знаете дека Кукуманово од 2006 е двојазично со сите сегменти, а службена употреба имаме задни 5 години како српски и ромски, така да кај нас тоа е прашање апсолутно не тангира и нема никакво значење. Социјалдемократскиот сојуз тоа нема никаков проблем да го прифати, али не можеме да гарантираме за уставни измени, тоа е еден процес кој треба да ферментира во нареден период. Во секој случај, конкретно мислам дека излез од тешката политичка криза е резултат на узурпација на правната држава, узурпација на демократските процеси, човечки права и слободи, узурпација на медиуми, не може да се разреши со ништо друго, сем политичка влада, во која нема да учествува ВМРО да победи, кој е прекурзор или он е тој што ја создаде ова 10 годишно ниво владење, ова состојба и ова политичка криза. Така да, гледам оптимистички во втората рунда да ние успееме заедно со албанскиот политички блок, делумно, мислам дека тука има доста материјал, да се направи една политичка влада, која ќе има за цел да ги спроведе реформите на приве, да ја врати правната држава, да ги врати институциите на граѓаните и да створи амбиент за едно демократско и слободно општество. Тоа е само решение. Секои други состојби што ќе произлезат ако дојде до затегање на овие процеси и до нереализирање на платформата, до неуспоставување на договор, односно до непостигнување на конечна цел влада политичка, а може да биде некоја техничка, концентрациона, експертска, значи има некакви варијанти, сите тие се вртат како нешто едно, која ќе биде само од краток период, нема да има никаков капацитет да спроведе реформи и ќе воведе во нов изборен циклус. Така да, во моментот ја не гледам разлог да имаме нов изборен циклус, бидејќи резултатите нема драстично да бидат променети, може да бидат само уште повеќе испровоцирани граѓаните да се определуваат, бидејќи се покажа дека албанскиот електорат покажа голем граѓански капацитет. Видите, има една бројка која се движи од 40 до 50.000, сега точно никој не е израчунал, која дадува на партија од друга етничка заедница, што е одличен пример на она што ние 2013 го направивме. Значи, прв обид за нешто овакво формирање на граѓански концепт беше 2013 година. Многу се шпекулираше како се успеало тоа. Еве како се успеало. Ова што се случи на 11 декември, предвестник на таа работа беше вториот круг 2013 година, кога граѓаните без разлика на определбата на ДУИ на страна на ВМРО, на ДПА, кој дадува јасна сигнал на граѓаните албанци да гласат, они излегува и гласа во најголем број за Зоран Дамјановски и тоа беше предвестник, тоа беше кокиче на граѓанскиот
капацитет на албанскиот етникум, кој еве го покажа тој 11 декември. Значи, беа разни манипулации, ако се сеќават, не знам, сме ги купиле, не знам, ова, амбицията 300 застави, кечија, не знам што. Меѓутоа, граѓаните се определија така. Се определија тоа што, ако земете да ги испитувате јавните мислења во Република Македонија, вие ќе видите една графа во која, ако правиме граѓанско испитување на јавно мислење, не по етничко основа, него граѓанско во цела Македонија, имате една графа каде албанскиот електорат, албанскиот гласач дава нулта подршка на влада на Никола Груевски. Значи, таму имаме комплетно инклинирано. Зошто е тоа незадоволство? Ради само мислам дека најчесто не е тука битката македонци и албанци, што сака некој да ја прикажат. Тука е пред се незадоволство на граѓаните од социјалната и економската состојба во државата. Ради лошите услови на економски и социјален план имаме масовно иселување. И луѓето тоа го перцепираат и главниот виновник го апострофираат владењето 10 годишно на овие две партии, односно 8 годишна коалиција на дојде. Затоа ни дожива оваква хаварија. И тука е проблемот. Не треба да се гледа дека тука има поделба македонски и албански гласчи. Тука имаме генерална перцепција дека граѓаните се незадоволни од состојбата во Република Македонија. И мислам дека само политичка влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, ќе има и капацитет и можност да ги врати процесите на државата во колосек, значи да врати правната држава, институциите на државата, значи тоа индиректно демократија, слобода, човечки права, значи она за што е основата. Сед после тоа економската и социјалната сфера ќе имат многу поголем простор да се развиват. Ние во една страна имаме влада која 10 години ги измени свеста на граѓаните во однос на историјата, на едукацијата. Ние имаме на една страна етнонационализам, на друга страна либерална демократија. Значи, еди се борат. Етнонационализмот не доведе во една ваква состојба. Таборизација по етничка основа. И сега, видите, јас не може да го разбирам, еден причар вика, овој доби македонски гласачи 450.000. Кај се гласачите Срби? Тоа не се македонски гласачи, тоа се можда православни, меѓутоа се српски гласачи. Кај се турците 40.000, кај се ромите 40.000 гласачи. Така да, кај се власите, така. Значи, они имаат коалиција од 25 партии, кои 100.000 гласачи се од друга етничка заедница. И ја тога не го гледам македонски. Они имаат граѓанска коалиција, која имаат роми, срби, власи, турци, па може и некои албанци, не знам, кои ги дават согласност. И сега ја тука не го гледам така. Значи го гледам во однос на протестот да гласувалите се незадоволни. А предвестник на таа работа беше Кумана од 2013 година. И тоа е недобар пример како треба да се гради едно мултиетничко и граѓанско општество. Тоа го покажеме ние. Јас 2013 година имам една средба со еден возрастен албанец во населбата Тоге Мендол и на една така брифинг. Он ми вика на мене 2 дена пред избори, стана ми вика, ти ќе победиш. Ја не бев сигурен дека тоа е така, и он вика, ама тогава ти знаеш ти зашто би победил јас? Мимо тоа што моите противници на милион разлози за ова што и се случи. Вика, слушај, вика да ти кажам, ти многу не си правил добро на албанците, ама никогаш не си правил лошо на албанците. Се борел за еднаквост, едно општество за сите, за човечки права. Кого си можел да направиш? Дали си направил толку канал или не си направил уличка, си имал можност и не си имал. И дали си равнопредно, ти не направи голем проблем во однос на живење на мултикултурализмот. И тоа е позитивата што албанците го. Мислам дека треба во таа насока да ја фундираме нашата активност и очекувам дека во наредниот период тоа ќе се случува на политичка сцена во Македонија. Јас сум голем оптимист дека Македонија мора да излезе на добра пат. Заев ја победа таа битка, жестоко ја водеше битката 2 години. Успеа да ја дотера до ова работа. Се надевам неговата мудрост, ентузијазам и младост, елан кој го има. На младоста еланот се нешто што го красат него, бидејќи не помна 20 години од мене, ќе му даде снага да издржи во оваа борба и да ја врати Македонија на правиот колосек. Вие ги спомнавте предходните локални избори, но сега да ве прашам дали вие се подготвувате за следните локални избори во Куманово? Дали се? Дали се подготвувате?
Па видите, јас си ја завршувам последниот квартал од третиот мандат. Ви кажам, ми поставија прашање што е најпечатливо што си направил во твојата политичка кариера. Јас ги делам моето делување на два дела. Едното е политичкиот сегмент, второто е локалната самоуправа, односно потреба на граѓаните. Локалната самоуправа е направена за да биде непосредно улога на граѓанинот во креирање на својот амбиент на живот. Затоа надлежностите кои ги добивме, тоа е образование, социјална култура, комунални дејности, инфраструктура, противпожарни дејности и така натаму. Значи, оние сегменти кои граѓаните директно ги засегат. Ние не сме за одбрана, не сме за мирна и така натаму. Значи, во однос на пусти ги зборот за комуналната инфраструктура, во на политичкиот дел сакам да истакнам, и тоа многу ретко ќе го сретате дека и другите градоначалници, бидејќи мене ми е тоа поприоритетно од другиот дел, бидејќи тоа ми беше задача, тоа мора да го правам. Ова е нешто, бидејќи Куманово е многу специфична општина. Она е општина која е најголема локална самоуправа во Република Македонија, поетички состав слична Република Македонија, административен центар за 2-3 соседни општини кои не се така мали, Липко има 30.000 луѓе, Старо Огречене 5-6.000 жители, па од Североисточен регион и тука сме за многу голем дел и е центар за некои услужни дејности. Така да, кога ќе го погледне составот, има состав сличен Република Македонија. И да менаџира се една таква општина во која имаме проценти такви како што се знаат, е многу важен сегмент отколку дали ќе направиш 50 км асфалт или ќе направиш 45 км асфалт. Значи, за 12 години ние немаме етички проблеми во Куманово. Ние и 2015 година, мајските случувања, успеавме да не дозволиме етичката таборизација на град. Не успеавме никој за овие години да работата излезе од контрола и да имаме на една страна. Имаме доста супроставени работи. Проблемите со Војничкото училиште, кои ги се надминуваат сега веќе. Проблеми со инфраструктура, кои ги надминуваме и така натаму. Меѓутоа, благодарение на Советот на општината кој имаше дух да ги следи моите визии за градење на едно мултикултурално и мултиетничко општество, успеавме да одржиме. Тоа е мојата најголема сатисфакција. А тоа го потврди и на 2013 година, кога тоа го добив од сите етнички заедници подршка. Има подршки од српската заедница, има подршка од албанската, огромна подршка. Ромите, секоја со Вујче се присутни. Така да, голем процент да луѓе. И тоа нешто е што ми највеќе прави печаток во моето политичко действување. И тој пример се пресликува сега 2016 година во изборниот процес. И тоа е многу добро. Втора работа сакам да зборам за онаа што е најбитно за граѓаните. Значи го трзам оној политичкиот дел, бидејќи тоа е нешто што никои градови немат ни шанса да го имат, бидејќи имаме чисти позиции на една или друга страна и така натаму. Ова што случи во Куманово е нешто што треба да биде патокас и за идните визии и концепции за овој град. Оно што сакам да кажам дека јас не направив бела книга, не направив очет, меѓутоа ми давате шанса да зборувам и ќе кажам нешто, ќе нафрлам некакви достигнувања. Успеавме да направиме гасификација, како што зборува делумно, али доста добро, за да се профилираме. Многу ја негираат, многу ја фалат, меѓутоа составата таа, имаме толку приклучици, имаме тоа направено, полека се надградуваме и створиме еден капитал за општина Куманово. Направиме 3 спортски сали, лично општински буџет, направиме атлетско игралиште, направиме теретана, направиме отворен-затворен базен, направиме 10 мали спортски игралишта. Реконструираме 10 училишта во разни фази. Го реконструираме занатскиот дом, го реконструираме големата сала во општинската зграда, направиме 10 интервенции на енергетски фази во училиштата, неколку згради, енергетски фасади,
направиме 50 км реконструкција на патна инфраструктура, што изградба, што реконструкција на постоечка патна инфраструктура, на 45 км канализациона мрежа, зборам за 10 годишен период, водоводни мрежи, зелени површини, детски игралишта. Значи, успеавме во најтешки услови, кога нема ни еден денар капитална инвестиција во најголемата општина. Кога се суспендирани законите за равномерен регионален развој. Кога програмите на ресорните министерства се даваа само по политички сугестии. Сите што бевме од опозицијен блок на локално ниво, немаме шанса да добиеме никакви квалитетни инвестиции. Само како пример. Пазите, вие правите економска зона во општини каде имаме 5000 жители, каде имаме мал број на потенцијална работоспособна работна снага, значи во граница на работоспособна, значи од 20 до негде 60 на години. А Куманово кој има 120.000, отприлike тоа што постојано имаме излез, али по динамиката од последната статистичка обработка од 2001 година, 2002, каде имаме негде околу 107.000, тука би се движила бројката, ние доваѓаме во состојба да немаме ни една економска техничка зона, што јасно укажува за селективен пристап во однос на економскиот развој. Законот за равномерен регионален развој не функционира. Тој беше донесен со цел да се исправат историчките неправди во равномерно финансирање. Пазите, има Скопје на 30 км од Куманово, во кој само во 2 км квадратни имаат инвестирано 650 милиона, а во Куманово нема инвестирано 1 евро. 2-3 пати обидите за земање на кредитни линии, за завршување на гасификација, за 6 канализациони системи во округот, значи во 6 региони, руралните средини, кога ми беа дадени од австриската влада со 2,5 милиона грант, не доби позитивен одговор на ниједно тоа прашање. И затоа фискалната децентрализација, многу пати сум дебатирал со вас, остана рак рана и СДСМ која ќе земе владата и која ќе направи реформи во системот. Прва работа што треба да направи, да ја зајакне децентрализацијата како процес, ако сакаме да направиме граѓанско општество. Бидејќи основен столб на демократијата во едно општество е децентрализацијата. Нема здрава децентрализација без фискална децентрализација. Нема граѓанско општество без децентрализација. Зошто? Граѓанинот преку невладите здруженија, преку граѓански здруженија, спортски здруженија, директно, индиректно ја формираат и ја креираат потребата на граѓаните и амбиентот на живење. Сега сме во период кога имаме жесток удар на невладите организации. Сите десничарски партии, кога се на власт, имаат проблем со граѓанското општество, бидејќи тоа се коректив. Ако немаме добра децентрализација, ако немаме добро граѓанско општество, нема ни да имаме една функционална демократија. Ако сакаме да правиме полудеспотски, аутократски, да не кажам диктаторски системи, во кои ќе владе само под една пирамида, тогаш ќе одиме во друг правец. Ако сакаме да имаме функционална демократија, граѓанското општество е пред се важно. А тоа е граѓанскиот сектор, тоа е невладиниот сектор, тоа се здруженијата и тие се тие кои непосредно. Затоа е формирана децентрализација. Не е формирана само како теза и како нешто што е во служба на централата. Таа е формирана за непосредна улога на граѓанинот. Се надевам дека овие процеси СДСМ ќе ги стави на здрав колосек, бидејќи и јас и Заев сме единствените од опозицијата поголемите, добро, Андреј во центар е од другата политичка партија, подржан од нас, кои ги знаеме овие проблеми и во меѓусебните комуникации овој процес го ставаме на еден од главните приоритети со цел да го вратиме општеството, значи граѓаните, државата, институции да го дајме на граѓаните. Тоа е суштината на нашата борба. Се надам нашата борба ќе има крај. На прашањето дали ќе бидам кандидат. Не знам дали ќе бидам кандидат, само од една причина. Бидејќи мојата одлука ќе биде базирана во основа на јавното мислење. Јас кажам дека преска за анализа за политички состојби. Јас колку да сакам да бидам, ако граѓаните тоа не го сакат, јас не може да бидам. Во моментот се нешто полупрофесионално, нешто професионално, прават некакви анализи и од едната и од другата и третата страна. Тоа ќе покаже дали народот има верба или нема верба во една личност.
колку сакаме да биде нашата поддршка од политички структури, ако народот не го почитува моето дело, јас не може да бидам градоначелник. Ако народот е задоволен од тоа што сум го работил, правил, и во политичка сфера, како што кажам, и во оноа што е основната задача на локалната самоуправа, јас ќе стојам на свој и ќе бидам кандидат. Меѓутоа, тоа ќе се одлучи во некој нареден период од месец и половина, кога ќе имаме вкрстени податоци за се она што е потреба на граѓаните. И ако јавното мислење даде позитивно, и затоа сега да се обрата на граѓаните, дека без никакви обврски еден према друг, да си го дадат своите мислења. Дали некој ја води оваа општина како што треба или има негативен став. Ако луѓето сакат промени, ако моите идеи и мојот концепт на водење не го задоволува граѓанството, че има некое ново решение, се надевам, можда ќе биде и подобро. Меѓутоа, јас тоа што знаем го покажав сега, граѓаните се напатат, дали ми веруваат или не. Тоа е ваша пределба, а дали ќе бидам кандидат, ќе се одлучам према сите сондажи на јавно мислење. Тоа е мојата крајна определба, зависно од тоа што моите партиски другари, моите соработници околу мене ќе го поддржат или не, исто тоа е многу важен фактор. Јас ќе се базирам на нивното мислење, меѓутоа пресудно ми е ставот и перцепцијата на граѓаните. Господине Дамјански, пред самиот крај на емисијата, нели да го спомнеме и образованието, бидејќи еве во понеделник започнува второто полугодие од тековната учебна година. Кажете ни дали училиштата се подготвени за новото полугодие, околу огромно дрво, газ, има ли се што е неопходно за да учениците нели тргнат на училиште во понеделник? Видите, околу газ немаме проблеми, околу огромно дрво немаме проблеми. Околу набавка на нафта делумно имаме проблеми, значи не сме задоволени со количините на дотур. Меѓутоа имаме една среќна околност што на 26 јануари ќе имаме отварање на тендери, ќе имаме нов изведувач. Делумно ни ги задоволува потребите, меѓутоа оноа што во моментот е потребно за одржување на тековната состојба имаме, меѓутоа за поголеми резерви немаме. Се надевам новиот изведувач кој ќе го изберем 26 јануари ќе биде по-ремно само набавката. Тука можеби имаме една мала состојба на али еве овие денови донесуваме 15 на тони, ќе имаме нов дотур уште 15 тони. Имаме проблем околу течните горива. Тоа е отворен проблем бидејќи дотациите за енергенси се распоредени на 12 еднакви рати. И така одат. Распоредот иде за превоз, за нафта, за дрва, за вода, за ѓубри, така натаму. Има си ставки кои се планираат во буџет. И нафтата се користи 3-4 месеца поинтензивно, а се плаќа на одложа. И тие што се влезени во таа набавка имаат проблеми околу, бидејќи тоа е брзинска роба која има цена, која се плаќа така да тука имаме некакви проблеми. Секогаш имаме проблеми со добавачот, без разлика од кое ниво е набавачот, дали е финансиски многу потентен или не. Проблемот е тоа што тој начин ние направиме некои премостувања да концентрираме исплата у зимски периоди поиски на енергенси и така натаму, меѓутоа на друга страна имаме исто врски према другите услуги на образование, така да мислам дека тој предвид ќе се надмине, го надминаме овие денови, набавиме еден дел, а од 26 мислам дека ќе има поубава набавка. Господине Дамјански, ви благодарам уште еднаш што бевте гостин во емисијата Став. Се надевам дека нели во интерес на времето за останатите теми во некоја следна прилика. Се надевам дека соработката ќе продолжи. Се надевам дека ќе имаме шанса можеби и нареди периоди. Ви благодарам многу. А вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.